Ученици од основното училиште Браќа Миладиновци денеска на Светскиот ден на животната средина избираа меѓу две решенија за изгледот на новата енергетски ефикасна фасада што ќе се постави по завршувањето на учебната година. Овој проект е дел од форумските сесии во рамките на справување со загадување на воздухот, поддржан од UNDP Шведска и општина Куманово. Во основното училиште Браќа Миладиновци денеска учениците ќе имаат можност да одберат фасада која како идејно решение, која беше една од предлог мерките на форумите што самите граѓани ја одбраа да се реализира во рамки на проектот Справување со загадување на воздухот, кој е финансиран од Кралството Шведска и кофинансиран од општина Куманово. Инаку самиот проект е имплементиран од UNDP во соработка со Браќа Миладиновци и општина Куманово и секако и Крстем и Сирков. Задоволна сум на моја радост и среќа и за среќа за учениците. Ова денеска е единствен начин да кажеме благодарност до општина Куманово, до Шведската амбасада и до UNDP како имплементатор на проектот. Нашата приказна започува во 2023 година, за да стигнеме денеска да учениците имаат пред себе две идејни решенија како треба да изгледа нашата фасада на нашето училиште, да ја изберат фасадата и се надевам дека кога ќе пораснат, ќе поминуваат и ќе си кажат да, јас бев еден што одлучував каква ќе биде фасадата на моето училиште. Упатувам благодарност и до општинската администрација, каде што имавме можност да се вклучиме во овој проект, до професорот кој го водеше истражувањето, до Штипскиот универзитет, до UNDP кој ја препознаа нашата зграда дека е во централно градско подрачје, дека е корисник на корисници имаме 2500 ученици заедно со основното училиште Крстем и Сирков и се надевам дека права инвестиција на право место, дека сите заедно па и вас и ние ќе не радува ова што конечно едно централно училиште со голем број на ученици ќе добие ново руво. Ова истражување, како што истакна мојата колешка, ни покажа доволно показатели кои ние ги знаевме, но сега се ставени аргументирано на хартија. Нормално е дека во зимските услови, кога доаѓа до екстремно загадување на воздухот надвор, дека ќе биде загаден и внатре, затоа што тоа што го дишеме надвор го внесуваме и внатре, и гардеробата која носат учениците од надвор ја внесуваат и внатре. Една од препораките беше да во училиштата се извадат јакните надвор од училницата и веќе во некои помали училишта тоа го и направија, меѓутоа проблем не е кај што се со огромен број на ученици, како што е случајот со Браќа Миладиновци и Крстем и Сирков, единствен феномен во државата во кој настави изведуваат се уште во една училишна зграда, тука е проблем. Меѓутоа што се однесува до она за пресоблекување, учениците носат за настава по физичко и здравствено образование, меѓутоа тоа би било дополнително носење до дополнителна опрема и за време на наставата. За регулирање на проток на учениците, тоа веќе го имавме како мерка една кога беше пандемијата на COVID-19, кога многу не само училишта, туку институции и општо населението се научи на некои мерки кои веќе ги како да подзаборавивме, така да простор за дезинфекција нормално дека си постои, училиштата го обавуваат, а оние меки мерки кои вие што ги кажавте, кај што може да се имплементираат, веќе преземени. Во дел од училиштата ќе изнадедеме некој метод како и тоа да го спроведеме, затоа што тука станува збор за 2500 ученици кои треба да изнесат своја гардероба надвор од училница. Седумгодишниот Сергеј Станковиќ освои второ место на првиот меѓународен младински шаховски турнир Куманово Опен, кој се одржа изминатиот викенд во ученичкиот дом професор Мијалковиќ. Сергеј, како активен член на градскиот шаховски клуб Куманово, се надпреварува во категоријата до 8 години. Во клубот членува од 2022 година, а шах почнува да игра на само 3 години. Потекнува од семејство во кое шахот како спорт е традиција веќе 4 генерации. Јас сум Станковиќ Сергеј. Ова е мојата медал од последниот турнир што се играше сега во сабота. Јас освоив второ место со само еден пораз од Јован Јовановски.
Јас имам 7 години и се надпреварувам до 8 години за последна година до 8. Членувам 2-3 години во шаховскиот клуб. Ме научи мојот тато, Срđan Станковиќ, и почнав јас да играм од 3-4 годинки. Шаховскиот талент на малиот Сергеј повеќе пати досега е наградуван со прво, второ и трето место на екипни и поединечни првенства за млади во државата. Првиот медал за освоено трето место на екипно првенство на Македонија Сергеј го добил на 6 годишна возраст, а првиот пехар го освоил минатата година на првенство во Струга. Ова е мојата првиот медал. Јас го освоив за екипата на Куманово во училиштето во Скопје Јаха Кемал коледж. Пехарот го доби во Струга 2024 година. Претходната година го добив овој пехар. Прво место со медал еве го медалот со пехарот. И таму јас го победив Јовановски Јован и ги победив другите надпреварувачи и само изгубив од едно албанче во првото коло. И потоа другарчето Јовановски Јован ми викаше дека немам шанси, но потоа во последното коло јас го победив него и но тој го победи тоа дете јас што изгубив и јас добив прво место. Оваа година, 2025, за оваа година сум шампион на градот Куманово до 8 години. Каде се одигра тоа? Турнирот се одигра во училиштето Перо Наков. Јас ова медал го добив сега пред 2 месеци, во април 2025 година. Сум шампион на град Куманово до 8 години. Турнирот се одигра во училиштето Перо Наков. И јас таму игравме до 14 години сите заедно. И јас само изгубив 2 партии. 3 години поред јас што играм шах за клубот. 3 години поред имаме добра екипа, но сите 3 години земаме трето место. На државно првенство за екипа. Овие се тие 3 медали. Претходната година, јас прв пат кога играв турнир сам за себе, не во екипата, јас зедов трето место и тогаш на Наум Наумовски Борче, тогаш јас имав исто само 2 порази. И потоа, еве го медалот од оваа година и јас исто зедов трето место, исто со 2 порази. Турнирот се одигра во Скопје, во училиштето Наум Наумовски Борче и јас и на 2 турнира 2 партии изгубам. Во клубот кога одам ме тренира тренерот Жарко Митковски и тренира уште пуно деца. Децата се поделени во 2 групи. Една група е за почетници, помалите, а другата група е за напредната група, појаките. Јас сум во напредната група и во неја има многу деца, како Михаил Милановски, Глигори Павловски, Габриел Марковски, Јовановски Јован и други. Голем поздрав до организаторот Агим Шимшиев, дателката Сања Трајковска и тренерот Жарко Митковски. За следното државно првенство се подготвувам со редовен тренинг секој ден, по 1 час,
може и повеќе, но за да бидеш првак треба да тренираш 1 час или повеќе. 3 пати неделно одам во клубот, тренираме по 1 час и таму тренираме различни работи за шах. Кога сум на шах, тренирам само во шаховскиот клуб, а кога нема тренинг, тренирам дома со тато. Сергеј е ученик во второ одделение во основното училиште Крсте Мисирко во Куманово. Раководителот на секторот за култура, спорт и социјална заштита Александар Крстевски денеска ги повика здруженијата да аплицираат на вториот повик за финансиска поддршка за вршење на работи од социјална заштита. Повикот е објавен на 28 мај годинава, а ќе трае до 10 јуни. За распишување на повикот обезбедени се финансиски средства од буџетот на општина Куманово, согласно програмата за развој на социјална заштита на општина Куманово за 2025 година. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, со цел за поголема транспарентност и унапредување на социјалните категории на општина Куманово, како и успешна реализација на програмата на Одделението за социјална заштита, здравствена заштита и заштита на децата, за тековната 2025 година, објавуваме втор јавен повик за давање на финансиска поддршка за вршење на услуги од социјалната заштита на здруженијата на територијата на општина Куманово. Благодарение на градоначалникот Максим Димитриевски и председателот на Совет Ивана Ѓорѓиевска, за јавниот повик се обезбедени средства од буџетот на општина Куманово согласно програмата за развој на социјалните услуги за тековната 25 година. Финансиската поддршка за здруженијата се однесува за вршење на работи од социјалната заштита, односно финансиска поддршка на здруженија кои се во фаза за развој, подготовка и воспоставување на нови социјални услуги на територијата на општина Куманово, пропишани со Законот за социјална заштита и иновативни социјални услуги, и тоа услуги за информирање и упатување, услуги на стручна помош и поддршка, услуги на советување, услуги во домот, услуги во заедницата и услуги во семејната заштита. Предност при воспоставување и право на финансиска поддршка ќе има здруженија кои се во фаза на развој, односно подготовка за поставување на социјалните услуги како дел од социјалниот план на општина Куманово за 23-26 година и исто така поголеми привилегии, тоест бодирања, ќе имаат апликациите кои се однесуваат во развој на услугата во семејна заштита, бидејќи тоа е приоритет во рамката на социјалниот план на општина Куманово. Финансиската поддршка од овој правилник не се однесува на здруженија кои веќе имаат добиено лиценца за спроведување на социјалните услуги и бараат финансиска поддршка од јавниот повик објавен од страна на општината Куманово. Право на финансиска поддршка исто така не може да добијат здруженијата кои веќе 3 години општина Куманово веќе ги финансира, нема добиено лиценца. Исто така не можат да аплицираат организациите кои веќе добија финансиска поддршка од првиот јавен повик. Формуларот за апликацијата, кој ќе биде уредно пополнет со целокупната пропратна документација, треба да се достави во писмена форма, и тоа рокот за поднесување на барањата веќе е почнат од 28.5 до 10.6 со важност од 14 дена и истите апликации со непотполна документација, односно ненавремено или надвор од предвидениот рок, воопшто нема да се разгледуваат. Едно здружение има право на една апликација, така да сите заинтересирани здруженија кои имаат потреба од било каква поддршка или помош, тоест со помош на нашите вработени, со нашите колеги, имаат потреба од помош во апликацијата, слободно може да дојдат во општина Куманово, на Карши стадионот. Целосно сме подготвени да им помогнеме, да им дадеме насоки, да им укажеме каков е социјалниот план, кои се привилегии на општината и да им помогнеме на истите. Во првиот повик се извинуваме колку пари беа одвоени на првиот и колку стануваат? Значи, вкупно средства за јавните повици беа 3 милиони денари, во првиот јавен повик беа потрошени 2 милиони и 400.000 денари, за вториот јавен повик има 600.000 денари. Дали веќе има пристигнато некои апликации до општинските служби? Значи, сите апликации се оставаат во архива ги земаме последниот ден, заедно заради поголема транспарентност, заедно се отвараат пред комисијата и ние такви информации мислам дека има неколку, но не знаеме кои
невладини организации веќе аплицирали, како што потенцирав, за поголема транспарентност сите апликации ги земеме во еден ден и заедно ги отвараме. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека вчера во 11 часот и 30 минути 44 годишен жител на Романовце пријавил во полицијата дека во основното училиште во селото неговиот малолетен син бил турнат од негов соученик, при што паднал и се здобил со тешка телесна повреда. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Куманово викендов ќе биде домакин на 5-тиот поред меѓународен боксерски турнир Мирослав Петровиќ. На турнирот ќе учествуваат над 120 боксери и нивни тренери од 10 држави. Спортскиот настан, кој ќе се одржи в сабота и в недела на градскиот плоштад, е поддржан од општина Куманово преку Општинскиот сојуз на спортови, Министерството за спорт, Европската боксерска конфедерација и Националната боксерска федерација. Ова година за прв пат е веќе поддржан и од Светската федерација во боксот. Се надевам дека така ќе продолжи понатака. Голема благодарност до општината што ни излезе во пресред по однос на обезбедување како на средства, така и на простор за да може да го представиме во што подобро светло. На БК Куманово како технички организатор и како некој што ја започна целава идеја за да прерасне во ова што денеска го имаме. Се надеваме дека ќе имаме голема посетеност, зашто Куманово е познато по однос на љубовта кон боксот, како и традицијата што имаме во боксот. Настанот го поддржа Министерството за спорт, општината Куманово, имавме огромна помош и од Александар Крстевски, од вице-премиерот Иван Стоилковиќ, од Сојузот на спортски федерации Мартин Клинчаров. Тука веќе не треба ни да зборам дека Самет Целиевски и Влајко председателот дадоа придонес за да ова биде представено, односно да се организира на начин како што треба. Сојуз на спортови. И Сојуз на спортови од Куманово. Секако дека и Сојузот на спортови како дел. Значи, уште еднаш голема благодарност до Максим Димитриевски, до Иван Стоилковиќ, до градоначалникот Борче Митевски, кој што воедно се вклучува поактивно во делот на спортот како бивш боксер, Мартин Клинчаров, не знам, може би заборавив пак некој, ама ќе извинат. Овој боксерски турнир Мирослав Петровиќ е еден од најголемите во нашава држава и за прв пат имаме многу гости од нашите соседни држави, но и другите држави. Тука ќе бидат представници од Србија, Словенија, Азербејџан, Палестина, Романија, Молдавија, Турска, Полска. Се надеваме дека и Албанија ќе потврди денеска. Верувајте ми, за прв пат ќе биде одржан на градскиот плоштад, каде што веќе имаме многу заинтересирани граѓани кои прашуваат. Би сакал да се заблагодарам за председателот на Боксерската федерација, на почитуваниот советник и тој председател на Боксерскиот клуб Куманово, кои вложуваат многу напори овој турнир да биде на многу повисоко ниво во однос на претходната година. Воедно се заблагодарувам на градоначалникот Максим Димитриевски што има слух за еден ваков реномиран голем турнир кој се надеваме дека следната година ќе биде уште поголем. И воедно сакам да ги поканам сите наши сограѓани да дојдат да присуствуваат, да ги видат магиите на боксерите, да ја видат оваа племенита вештина во поубаво светло и да биде мотив за многу млади генерации, нови наши деца да почнат да тренираат и повеќе време да обрнуваат на спортот. Исто така, заедно со Боксерскиот клуб Куманово во понеделник на 9 ќе имаме свечено доделување на асови на југославенскиот спорт, кој без нивна поддршка и многу поранешни боксери немаше да го организираме на така високо ниво. Ова година направивме многу напори да се одржи турнир кој што е веќе реномиран, се табилира во европски светски рангови. Ќе биде 2 дена. Желбата, идејата беше да се одржи во плоштадот во Куманово и тоа се оствари благодарение на градоначалникот Максим Димитриевски, поддршката, огромната поддршка на Националната боксерска федерација на председателот Кристијан Андреевски, на министерот за спорт Борко Ристевски, за подпредседателот на владата Иван Стоилковиќ, кој што дада огромна поддршка
нерезервна за организација на сето ова што ќе се случи токму во Куманово, турнир кој што ќе имаат можност сите љубители на боксот. Знаете дека Куманово е спортски град, боксерски град, тука се двајца олимписки шампиони, Реже Преджеповски и Аце Русевски, кои што се мотив за нас самите да продолжиме по нивните стапки. И сакам да ги поканам сите љубители на боксот, кумановчани, знам дека комуничите го сакат боксот, да дојдат во сабота и недела, токму во сабота борбите ќе почнат од 18 часот па се до касни временски период. Исто така во недела ќе имаме 2 сесии од 18 часот и отварање официјално од 19:30 финале кај што ќе имаме околу 16 борби. За сето ова, за да биде многу успешно и добро презентирано, се погрижи телевизијата Arena Fight, кој што ќе биде целосно сниман директно преку Arena Fight. Уште еднаш голема благодарност до градоначалникот Максим Димитриевски, до председателот на Национална боксерска федерација Кристијан Андреевски, Борко Ристевски, да не заборам нерезервна подршка кој што ни пружи исто така боксерот, бившиот боксер и градоначалник сегашниот е Борче Митевски од Скопје. Среќата конечно му се насмевна на Бобан Јовановиќ од село Челопе, кој заедно со својата сестра живее во трошна соба во објект на поранешен задружен дом кој е во фаза на распаѓање. На иницијатива и барање на група граѓани кои што сакаат да им помогнат на Бобан и Сладјана, која што заради здравствената состојба не може да се вработи, општина Старо Нагоричане на Бобан му додели земјиште со површина од 250 метри квадратни. Сега Бобан, благодарение на локалната самоуправа и добронамерните луѓе, е собственик на имот, кој сосема е доволен за изградба на скромен дом на семејството Јовановиќ, кое последните 25 години живее во просторијата во задружниот дом во субстандардни услови, без струја, без вода, без апарати за домаќинство. Сега на потек се општествено одговорните компании и хуманите граѓани, сите во рамките на своите можности да помогнат Бобан да изгради барем 2 соби и бања. Бобан е вработен како општ работник во јавното предпријатие Чистота и зеленило, а неговата скромна плата е единствениот приход во семејството. За Јовановиќ секаква помош е добредојдена, особено градежен материјал, а сите оние кои што сакаат парично да помогнат, можат да уплатат средства на денарската сметка на име на Бобан Јовановиќ, отворена во Комерцијална банка. Во продолжение проследете дел од изјавата на Бобан Јовановиќ, кој во ноември минатата година својата тешка животна приказна ја раскажа пред камерата на телевизија Плюс. Па нема вода, нема струја. Така вода ја носиме на раце, како што во македонците. Откаде донесувате? Па имаме еден бунар преку патот. Таму и тоа. Па одлично осветлување само преку ноќ. На еден чумбет, како да го кажам. Значи, тоа е, со дрва тешко се снаоѓаме, а доаѓа и зима, така да ако падне поголем снег, тешко. Може и крово да падне на зградата. И останавме сами со сестра ми. Значи, ако може некој, ако сака да помогне, како било,